Здраво, деца! Јас сум Сузана и живеам во Скопје. Како се викаш ти? Каде живееш? Не знам каде ме гледаш. На YouTube, на Facebook или на друга социјална платформа. Тоа што го знам е дека сакам заедно да научиме нешто во врска со прославите. Сакате ли прослави? Ајде да видиме, можеш ли да погодиш што славиме? Погледни ја сликата. Што слават луѓето? Точно, роден ден. А на оваа слика? Браво, 8 март. Слушни ја музиката. На кој празник те посетува? Така е, на Божики. Прославите се забавни. На прославите обично има украси, вкусна храна и време поминато со семејството и пријателите. За роден ден сигурно ќе добиеш торта. Но има една прослава што мене ми е многу чудна. Великден. Зошто луѓето ја слават Исусовата смрт? Да се слави раѓањето на Исус некако има смисла. Но зошто некој би сакал да биде среќен и да слави поради Исусовата смрт? Денот во кој Исус умре се нарекува Велики петок. Но како може да биде велик денот кога некој умрел? Една од причините поради која славиме е тоа што Исусовата смрт може да го реши нашиот најголем проблем – гревот. Што е грев? Грев е зборот Библијата што означува непослушност кон Бог. Тоа е правење нешта за кои Бог вели дека не треба да ги правиме. И неправењето нешта за кои Бог вели дека треба да ги правиме. Нештата како горделивоста и крадењето се грев. Да не бидеш љубезен и да не проштеваш, исто така е грев. Да видиме дали можеме да најдеме стих од Библијата кој ќе ни каже нешто за овој проблем. Но гревовите ваши ве разделија од вашиот Бог. Многу оддавна, на почетокот, првите маж и жена уживаа во прекрасното пријателство со Бог, нивниот Создател. Но кога тие му станаа непослушни на Бог, гревот влезе во светот и го наруши тоа пријателство. Тие веќе не можеа да шетат и да разговараат со Бог во прекрасната градина која тој им ја даде. Од тогаш до денес, секој човек кој се раѓа е одвоен од Бог. Поради гревот, јас сум родена, одвоена од Бог, а и ти си се родил одвоен од Бог. Ти не можеш да уживаш во прекрасното пријателство кое Бог сака да го има со тебе. Најлошо од се е што, ако не го решиме нашиот проблем со гревот, ќе бидеме одвоени од Бог за секогаш. Во Библијата пишува дека тоа го заслужуваме. Тоа е Божјата казна за гревот. Дали разбираш колкав проблем е твојот грев? Но, бидејќи Исус умре, има начин да се реши тој проблем. Има начин да го запознаеш Бог и да уживаш во пријателството со Него. Продолжи да слушаш и ќе дознаеш како. Значи, првата причина поради која се слави Великден е заради нешто кое може да го реши Исусовата смрт. Што може да реши Исусовата смрт? Нашиот најголем проблем – гревот. Ајде да прочитаме друг стих кој ќе ни помогне да разбереме зошто ја славиме Исусовата смрт. Зошто Бог толку го засака светот, што го даде својот единороден син,
да секој што верува во него, да не загине, туку да има вечен живот. Исусовата смрт ја покажува Божјата неверојатна љубов кон нас. Бидејќи Бог секогаш е чист и совршен, добар и чесен, тој не може само да го игнорира нашиот проблем со гревот. Тој има право да биде луд поради гревот. Но Бог многу не сака и тебе и мене. Тој знае дека самите никогаш не ќе го решиме овој проблем, ниту да го поправиме нарушеното пријателство со него. Затоа тој направи прекрасен план. Исус од секогаш живеел на небото, уживајќи во совршениот однос со неговиот татко Бог. Божјиот план беше да го испрати Исус во светот како бебе. Исус порасна како момче, а потоа и како возрастен маж, но никогаш не престана да биде Бог. И бидејќи Исус е Бог и човек, тој беше во состојба да го поправи пријателството меѓу луѓето и Бог. Религиозните водачи не веруваа дека Исус беше испратен од Бог. Тие го мразеа и бараа да биде убиен. Луѓето можеа да изберат да го ослободат, но наместо тоа тие викаа нека биде распнат. Откако гувернерот даде заповед Исус да биде убиен, војниците го одведоа. Тој ден беа распнати тројца луѓе. Другите двајца ја заслужуваа својата казна, но Исус не. Тој не беше виновен, зашто не направил ништо погрешно, бидејќи тој е совршениот Божи син. Но слушај, што се случи додека Исус висеше на крстот. Тој сам ги носеше нашите гревови на крстот, во телото свое. Бог ја стави казната за гревот врз Исус. Исус беше казнет како тој да беше горделив, крадец, нељубезен и таков кој не сака да проштева, иако тој никогаш немаше направено ништо од тие нешта. Како може најтешкиот дел од Исусовото страдање да биде повод за славење? Бидејќи тоа беше причината поради која Исус го напушти небото. Целиот Исусов живот на земјата водеше до овој миг. Тој е најчудесниот дел од Божиот план. Затоа што Исус ја зеде казната за гревот на крстот, тој може да го реши проблемот со твојот грев. Тој може да го поправи нарушеното пријателство меѓу тебе и Бог. Бог сигурно многу го мрази гревот што му дозволи неговиот син Исус да страда со толку ужасна смрт. Но Бог сигурно многу те сака тебе што го испрати својот единствен син да ја земе казната за твојот грев. Значи, првата причина поради која ние го славиме Великден е таа што Исусовата смрт може да го реши нашиот најголем проблем – гревот. Втората причина поради која го славиме Великден е тоа што ни го покажува Исусовата смрт. Што ни покажува таа? Ја покажува Божјата неверојатна љубов кон нас. Ајде да го прочитаме и последниот стих кој ни кажува зошто ја славиме Исусовата смрт. Ангелот им се обрати на жените и им рече: не плашете се. Знам дека го барате Исус распнатиот. Не е овде. Воскресна. Исусовата смрт не е крај на приказната. Неделниот ден, Великден, требаше допрва да дојде. И ни дава уште поголема причина за славење.
Можете ли да замислите колку беа тажни жените во раното утро тој неделен ден? Исус беше нивен пријател и учител, а сега тој беше мртов. Марија Магдалена беше близу до крстот кога Исус умираше. Таа гледаше во петокот навечер како телото на Исус беше ставено во пештерата која послужи како гроб. Сега, кога заврши еврејскиот ден за одмор, таа со уште две жени одеше кон гробот на Исус за да го помазаат Христовото тело. Додека одеа, жените се прашуваа како ќе го тргнат големиот тежок камен со кој беше затворен гробот. Но кога пристигнаа, каменот веќе беше истркала, а телото го немаше. Еден ангел им кажа дека Исус е жив. Жив! Да! Марија го види Исус тој ден и разговараше со него. Колку чудесно! Нејзиниот пријател и спасител беше жив. Ете, затоа ја славиме Исусовата смрт. Затоа што таа не е крај. Исус воскресна. Тој е посилен од смртта и од гревот. По 40 денови, откако воскресна, тој се врати на небото, за да владее како цар за секогаш. Исусовата смрт не беше крај, затоа што приказната продолжува до денес. Исусовата смрт и воскресение можат уште сега да го изменат твојот живот. Затоа што Исус е и денес жив, тој може да го реши твојот проблем со гревот. Како? Слушни го повторно вториот дел од стихот кој пред малку го читавме. Да секој што верува во него, да не загине, туку да има вечен живот. Да веруваш во Исус, значи да зависиш само од него. Тоа е повеќе отколку само во главата да знаеш дека некои факти за него се вистинити. Тоа е да му го предадеш целиот твој живот нему, за тој да почне да те раководи од сега па натаму. Ако знаеш колку голем и сериозен е твојот проблем со гревот, ќе сватиш дека сам не можеш да го решиш тој проблем. Ако си убеден дека Исусовата смрт на крстот е единствениот одговор, тогаш поверувај во Исус уште денес. Можеш да разговараш со него сега, тивко, таму каде што седиш. Кажи му како се чувствуваш поради твојот грев. Кажи му дека сакаш да поверуваш во него. Ако веруваш во Исус, во стихот се вели дека има нешто што нема да се случи и има нешто што ќе добиеш. Нема да загинеш и ти не мора да ја добиеш вечната казна за твојот грев. Твојот проблем со гревот ќе биде решен. Нема да бидеш одвоен од Бог, ниту сега, ниту за секогаш. Ќе имаш вечен живот со Бог на небото. Ќе уживаш во прекрасниот живот, во совршено пријателство со прекрасниот Бог, кој те создаде, и еден ден ќе бидеш добре дојден во неговиот дом на небото, каде ќе останеш за секогаш. Можеш ли да се сетиш на трите причини поради кои се слави Великден? Исусовата смрт го решава, нашиот најголем проблем со гревот. Исусовата смрт ни ја покажува Божјата неверојатна љубов кон нас и Исусовата смрт не е крај на приказната. Може би славењето на Великден и не е толку чудно нешто. Може би да се биде среќен за едно навистина тажно нешто, како што е смртта, има смисла. Јас сум радосна што Исус направи пат за решавање на мојот најголем проблем. Толку сум благодарна кога ќе се сетам колку многу ме љуби Бог. Замисли, Исус
ја плати казната за мојот грев. Велики петок навистина е велик ден. И што може да биде поголема причина за славење од фактот дека Исус воскресна? Колку чудесно е тоа што можеш да го решиш твојот проблем со гревот и да почнеш едно прекрасно пријателство со Бог уште денеска, ако поверуваш во Исус. Исус воскресна. Навистина воскресна. Нека ни е честит велик ден.